Jedniот и другиот се непоправливи и константни оптимисти. Дедо Мраз секогаш е тоа, дека на секој ден им донеси поклон и на крајот тоа не го исполнува. Од оправдани причини човекот е имагинарна личност. Не постои. А што е началник? И многу сличен анализ. Со една разлика, тој не на сите деца, тој сите нас не третира како деца, и на крај пак ништо не ни носи. А вие се лажите. А ние се лажите. Не, многу е сериозна работа. Како и да е, и ова година, ali сакаме тоа што не е. Синдромот на Дедо Мраз ни нуди нов буџет. Како што кажа колешката Карабашевска, овој буџет нова тенденција на остварување и што се зема во предвид остварувањето на буџетот во 2015 година, ако не се лажам. Тоа го зело предвид предлагачот на служба началник. Како е тоа можно колешка Карабашевска, кога градоначалникот бара од нас да го изгласаме с буџетот им што би тежел 784 милиони. А овогодишниот буџет за 2015 ќе биде остварен со цифра 520 милиони. Или градоначалникот го сакува основниот буџет изнесе од 2,7 милиони евра, а во 2015 оствареност е 8,5 милиони. Вие зборувате за тенденција на остварување на буџетот на градоначалникот е за кредит. Изгледа зборуваме за различни работи. Ќе го повторам оно што повеќе пати сте го повторено, се надам дека нема да има постава. Не е фер, не е коректно да вршиме споредба буџети кои што ги носиме во декември со поставени проекции на буџети кои што се изгледат на ребаланс. Како што се обидува да направат советниците и советничките одбадачни процеси. Не е коректно. Затоа што, како што спомена и советничката Петровска, за секој 8-9 месеци ние ќе направиме ребаланс и тоа остварување до 30% на крај ќе го доцукаме до 80%. Се жал, ова година, колешка Петровска, очекувањата дека со ребалансите стигнеме до посекувањето 80% нема да се случи. Ќе бидат под 65%. На ребалансираниот буџет ќе бидат 70%, а на почетно предложениот под 65%. Тоа е катастрофа. Значи да има, навистина треба да има некој закон кој што ќе предвидува, ако некој не знае да предвиди буџет, затоа што се работи за исклучително важен документ, и не момент да го има нека паузира, некој друг нека го прави на администрацијата, но после нека му даде друга шанса. Ама законот е неуморен. Мораме да го трпиме Талевски да ни предлага буџети за 2016-2017. Му дозволи да предложи буџет во 2017. Ама опре потоа. Деноците на имот биле повлечени од доброто
споредно со ребалансот повторно речи. Споредно со буџетот кој што го донесовме во декември 2014 се однесуваше на 2013 година. И ако така се прави анализата, така само може да се прави анализата, деноците на имот, кои што сега се предвидени 168 милиони, ова година нема да надминат 150 милиони. Или предвидуваме 18 милиони повеќе. Деноците на специфични услуги во 2016 година треба да бидат 228 милиони. Знаете колку било стварени во 2015 година? 180 милиони. Или 48 милиони е предимензионирано или преоптимистично знаењето за 2016 година. Таксите на користење или дозволи за вршење на дејност се предимензионирани за најмалку 67 години. Другите недавнешни приходи и се реализираат оваа година со околу 5 до 6 милиони денари, а ние треба да им изгласаме на Талевски дека во следната година тие ќе пораснат на 35 милиони денари. Човек кој е непротивиста или врска нема со економија. Или мисли дека економските текови завршуваат со 1.1.2016 година и наопачно приказната. Не, тенденцијата е таа. Значи, ако оваа година не се продавало градачното земјиште, ако оваа година не се собирале пари од комунали, очекуваме дека без некои тектонски поместувања сето тоа ќе воскресни во 2016 година. Тенденцијата би биде многу слична. Сепак, значи, најинтересни се капиталните приходи, кои според Талевски или донесат околу 105 милиони денари. Тука пред се мисли на продажба на земјиште и општински имот, а оваа година теа прават катаклизма со реализација од само 50 милиони денари. Значи, предлагаме дека ќе продајме градачно земјиште и комуналите се обериме во висина од 105 милиони, а 2015 сме собрали 50 милиони. Сето е чисто. Тоа е она што градоначалникот Талевски го замислува за 2016 година и апсолутно нема никаква врска со тенденциите и излучувањата во 2015 година. Она што исто така е спомнато, во неколку зборови ќе го искоментирам. Колешката Ковачевич се наврати на тоа дека Лер бил предвиден со 40 милиони, а лани со 26 милиони. Вистина, ако се вади само сегментче од истинската големата ставка. Значи, што е Лер? Лер е еден дел од ставката 482, други градежни покриви. И сега таа ставка се однесува на изградба на улици, патишта, водоводи, канализации, нивна реконструкција, улично осветлување и така натаму и така натаму. Делче од тоа што го прави општина. Целата слика лани била предвидена со 580 милиони денари, значи сите овие изградби, а оваа година предвидуваме со 487 милиони денари. Значи имаме реално намалување од 100 милиони, а не пораст од 14 милиони, како што вие кажавте дека може да добре искрен, зашто секојаш тоа ми било тенденција. 50 милиони од овие ќе одземам затоа што цел кредит влегува во изградба на комунална инфраструктура, значи реалното намалување не е 100 милиони, туку 50 милиони, ама сепак е огромно намалување од скоро 1 милион евра. Толку помалку ќе се гради во Битола? Не. Уште многу помалку ќе се гради, ама толку во овој момент претендуваме дека помалку ќе се гради. И
уште ова за загадувањето на полишкото занатска питола е во Котвина, затоа имаме загадување дето во Котвина исто затоа имаме загадување. И да, ај са да сме искрени и Прилеп е у истата Котвина. Нема една станица. Значи мислимо дека Прилеп е односно загаден, ама не знам дека више загаден. Така? Истото предпоставам се да сме на Гостива. И тој е во Полог, ама и таму нема една станица, иначе... Јас мислам дека е завршен на ветрови не искрен. Добро. Нормално се спомена кредито, не сменаме да изтъпърва имаме 109 милиони, кои се само 2 третини от купното задължување докато 155 милиони или 2,5 милиони евра. Стара приказна, но прочитам. Остатък от парите се позема за битот на 2017-та година. Она што е ново во овој буџет и што прв пат се споменува е што за прв пат имаме можност да се соочиме и со последиците на зборот кредит. Значи за прв пат гледаме дека е предвидена изплата на одредена камата во овој кредит. Во случајот е предвидена каматата да биде околу 20.000 евра на годишно ниво или од прилика околу 3,5% од предвидените 100 милиони колку што денари, колку што планираме за него. И не знам за тоа колку има врска со еуговорот. Дали е тоа последица на тоа што последните години на наистина исклучително ниско ниво, и тоа да не се залажуваме овие ставки за меѓубанкарско задолжување меѓу другото, меѓу тоа и другите, како што се депозитните каматни ставки, кои во моментот се намалуваат од страна на Европската централна банка, се чисти во нула. Не значи дека следните 13 години ќе бидат тоа ниво. 2008-2009 година беа на ниво од 4 до 5%. Стига дека тој период нема да се врати или тој период нема да се врати. Така да кредитот допрва и си изпорачува својата сметка. Никој не ви дава кредит за безпредно изористите пари и за тоа ништо да не плати. Жално што имавме пари, дали си ги потроши, и тоа правят пари прикодовани отвора нештата касарна над 5 милиони евра, од нив минимум половина ги потроши непродуктивно и заради тоа беме принудени и да го земеме кредит. Сега се задржам на една друга интересна разходна ставка, тоа е подставката 486 купување на посел. Овде Далевски си предвиде да си купи возило ова. Рака на срце од колата на градоначалникот, овие известни ќе бидат условистени за купување на уште за 5 возила, кои сигурно нема да бидат форматот на колата на градоначалникот Далевски. Односно, предпоставката е дека од овие 58.000 евра колку ќе се предвидени, околу 40.000 да се потрошат за колата на Далевски, остатокот ќе на другите возила за јавна консумација. Ова ми е малку тежко да ви кажам право, што желбата на Далевски за нова кола датира уште од 2007 година. Кога не го вентират по Ауди 6 беше толку голем, што дори имаше платен од залог, но потоа го уштуваа само за да се придеше дека не е вистина, дека сака да се ми вози. Во секој случај,
на еден наш сегошто пејалич министер, кој што рече ние немаме пари за реп, а јадиме чоколада. Намалуваме средствата во продуктивните трошоци и коригуваме средствата за купување луксузни автомобили од италијски повеќе немој да се вози во Citroen C4. Се додека така работиме, се додека така Тоталевски работи, ништо нова општина нема да види. И на крајот ќе завршам со следното. Ова е предлог план за капитални изменения што ова ги Предлог план за капитални инвестиции на општина Битола до 2007 година, кој што до овој совет беше доставен некаде 2006-та, почеток на 2007 година. До 2010 година, тогаш, општината Битола ги привлечуваше следните проекти. Изградба на автопатот Е5 од Клучката село Кукуречани до граничен премин Мечитли, носител на проектот општина Битола, партнери на проектот Министерство за транспорт и врски. Време трајање 2008-2009 година, бюджет 6,5 милиони евра. Требаше ова заврши 2009. Следен проект Технолошки парк. Партнери на проектот Технички факултет Битола, време трајање 2006-2007 милион евра. Следен проект изградба на пречистителна станица за отпадни води. Партнери на проектот Јавно предпријатие Нискоградба, време трајање 2008-2010 година. Бюджет 7,3 милиони евра. Понатаму изградба на колекторски систем за собирање на сите отпадни води од градска физичка канализација. Партнери Јавно предпријатие Нискоградба, време трајање 2007-2010 година. Бюджет 3 милиони евра. Изградба на опотника дали на селбите Бајр, Буковски ливач и Кустичко-Лапчански регион, време трајање 2009-2010 година, бюджет 1,4 милиони евра. Уредување на трите приоди кон градот, кои што само половично се реализирани, време трајање 2006-2007, бюджет 3 милиони евра. Ukupno 22,2 милиони. Цел еден бюджет Талевски имаше ветено дека ќе потроши заклучно 2010 година за да ги реализира овие капитални проекти. Ние зборуваме за консистентно, успешно, навремено, реално, инвестицијски ориентирано планирање на бюджет за 2016 година и уште велиме дека на тој човек ќе го веруваме. Благодарам.